Правобранител 5-годишниот рок за промена на личните документи со новото име на државата согласно Преспанскиот договор истекува на 12 февруари следната година. Каков е вашиот став? Дали граѓаните треба да имаат финансиски трошоци за вакви промени на документи? Прво сметам дека се направи пропуст кога надлежните органи не почна од денот на донесување на одлуката со издавање на лични документи со новото име. Предпоставувам дека Министерството за внатрешни работи имала намера да ги искористи старите образци, но тоа пак доведе до оваа ситуација во која сме. Прво, голем број на граѓани да се изложат на дополнителен трошок и второ, да не можат да добијат термин на време да ги обноват своите лични документи. И од тие причини сметам дека владата не направи добра проценка, ниту донесе некаков оперативен план за спроведување на оваа активност. И тоа значи граѓаните се ставаат во крајно неповолна ситуација. Смета дека не треба да бидат изложени на вакви финансиски трошоци? Сметам дека државата на време требаше да ги планира активности, воспротивно граѓаните да не се изложат на вакви активности. Се разбира, тоа за да се направи, треба да има одлука на владата, треба да се издвојат средства, можеби и ребаланс на буџетот и така натака. Сега за сега не гледам дека во таа насока се одвиваат активности. Што вие како институција може да направите? Кои се вашите надлежности по однос на оваа проблематика? Нашите надлежности се лимитирани во насока на надминување на проблемот. Ние скоро катадневно го покренуваме прашањето и ја информираме јавноста дека пристигнуваат представки. Врз основа на тие представки ние се обраќаме до надлежните институции, во случајот Министерството за внатрешни работи. И зависно од одговорите што ќе ги добиеме, бидејќи мора да признаеме дека овој проблем се отвори последните денови, откако граѓаните не можеа да добијат термин за отпочнување на постапката за обновување на документите. И зависно од одговорите кои ќе ги добиеме, зашто карактерот и природата на представките е различен. Дел од представките се однесуваат на неможноста добивање термин. Дел од представките се во насока на неможност на финансиски да го поднесат теретот и така натака. Зависно значи од одговорот кој ќе го добиеме од органите, ние ќе даваме препораки до надлежните институции за надминување на проблемот. Прво, уште еднаш владата да ја разгледа можноста за евентуално покривање на трошоците во најмала рака за личните карти, кои се обврска која се наметнува со самиот закон за лични карти, каде што е предвидено обврска и должност секој граѓанин мора да има лична карта, односно документ за утврдување на идентитет. И сите тие граѓани кои не по нивна вина остануваат без валидна лична карта, треба државата да ја сноси одговорноста во материјална смисла, односно да го сноси финансискиот трошок према граѓаните. Меѓутоа, на вас е само да испратите апел, тоа е во обсегот на вашите надлежности, останува на владата дали ќе ги послуша. Се разбира, да, нашите надлежности се во насока на давање на препораки за начинот на отстранување на повредите, бидејќи граѓаните се чувствуваат засегнати со ваквата одлука, односно ускратување на важноста на исправите кои ги поседуваат.